Убава и здрава тема, две здрави деца ќе кажам слободно, далеку сум повозрастен од нив, ни се присутни гости ова утро во Македонија наутро Емануел Николовски и Бојан Николовски. Добро утро за двајцата. Functional Planet е името на проектот кој што го работите, меѓутоа дојдени сме тука сега да зборуваме повеќе за она што се случува таму за содржината, односно како да го представиме функционалниот тренинг, која е визијата, дисциплина, труд, вложување, што се треба да направи еден човек за да биде здрав човек, нели? Како да го имплементираме спортот во секојдневието и како да ги мотивираме луѓето да се занимаваат со спорт. Бојан, ќе почнеме со тебе. Добро утро, пред се сакам да ви се заблагодарам што не повикате во утринската емисија. Спортот и како спортот влијае на нас, значи спортските активности се клучни за да имаме посилно тело и за да имаме подолг животен век, без разлика на професијата и годините. Тоа не треба да ни представува нас некоја обврска, туку треба да го правиме со љубов. Спортот е одличен вентил, издувен вентил за денешните за стресот кој што се создава, стресот што се создава, за обврски, брзиот живот моментално, за аксиозноста и многу други работи. Исто така мотивацијата во спортот треба да ја бараме самите од себе, никој нема да дојде дома да никој нема да одработи за нас. Точно, нема да ни извади од кревет и да ни каже ајде дојди извежбај нешто, туку тоа треба да го направиме самите од себе. Да, Бојан, во однос на ова прашање, како да ги мотивираме луѓето, Мануел, ќе пробаме, ќе се обидеме и со тебе да навлеземе малку во оваа тема. Толку ли е тешко да биде вежбањето, физичката активност, еве ќе кажеме општо земено, секаков тип и одење по скали е вежбање и физичка активност, толку ли е тешко физичката активност да биде дел од животот на еден човек, со оглед на тоа што според сите статистики поголемиот број од светската популација, не зборуваме само кај нас, од светската популација едноставно не се занимава со физичка активност. Видете, уште од многу порано ние како битија треба да се движиме, колку повеќе човек се движи, толку е подобро за него, но како што иде светов и како што е цела компјутеризација на и сите више повеќе работни места, 80% од работните места се седење пред тастатура на столче, што е многу голем проблем за човекот како лумбарниот дел. Многу доаѓаат луѓе кај нас со големи проблеми во кичма, чисто само тоа што не се движат. И ние еден вид ставиме и брзиот начин на живот е тоа што ги прави луѓето да немаат ни време тоа да го прават, но како што иде периодов и како што гледаме како прогресира се тоа и вежбањето станува еден тренд више на луѓево, да колку можат што повеќе и еден надпревар меѓу нив си направат, да и затоа и целта и на тоа што правиме групните тренинзи кои ги даваме, да го скратиме времето на тренирање, вместо да отидеш во фитнес сала, во теретана, да вежбаш сам со тебе. И луѓето едноставно сами на себе да си бидат мотивација. Да, тоаш може да дојдеме до апсолутниот нивни максимум, бидејќи тебе енергијата на цела сала те носи да направиш 20% повеќе. Исто и музиката има многу голем дел во тоа додека дојдеш да вежбаш. Така што интензитетот на тренингот е зголемен, но времењето тренењето е намалено, за да може ние нели во текот на денот си доаѓаме, вежбаме 1 сат, си одиме се тераме со следните активности. Сега се враќаме кај Бојан. Бојан, кога е вистинското време да се почне со вежбање? Нели, не зависи. Вежбањето треба да биде присутно во сечи живот, и кај возрастните, и кај помладите, и кај средовечните, и кај мажите, и кај жените, доставно кај сите луѓе, затоа што како што кажа и Емануел, тоа е основната човекова активност е движењето. Точно, значи вистинското време кога се почне, нема вистинско време, туку треба денес да се почне, ако веќе вчера. Ако веќе не сме направиле ништо до сега. Секој човек е сам одговорен за себе, дали ќе направи некаква позитивна промена за неговото тело, како што кажав, за да го продолжи неговиот животен век. Ќе има многу поголема сила во извршување на основните работи во текот на денот, ќе има подобар сон,
ќе биде пофокусиран и ќе се зголеми продуктивноста генерална на да, човек. Добро, и да не очекуваме дека ќе живееме 250 години Нема, ако вежбаме, тоа меѓутоа дефинитивно, барем но- оние денови што ќе ги поминеме на светов ќе бидат убави, ако ништо друго. Точно, да. И исто така ќе се намали мрзеливоста, нема да бидеме толку мрзеливи, бидејќи со самото тоа што ќе го подкренеме организмот да функционира, така и ќе Да, не прави така и поживи, во секој поживи случај сме, секое движење не прави секојдневно. поживи. Да. Ја зголемуваме дисциплината, еден вид прави тешки работи, ние го викаме тоа, секој ден подобро е се за 1%, може некојаш денот ќе ти биде 1% да станеш од секој ден за кревет. 1% на крајот на годината е 365, да, 365% и 3,5 повеќе. пати си подобар, така што Тоа е сериозна бројка. кога ќе погледаш назад, еве една година, 2-3, кога ќе погледаш назад, од каде си почнал на слика, ти секојдневно не го гледаш тоа, но трансформацијата која што е доживува телото и таа дисциплина што си ја створил, менталната тежина која што ја добиваш на тоа и сум поминал толку и толку тешки тренинзи, одиме на потежок тренинг. Имам потешка задача на работа, окей, ќе ја завршам оваа задача, одиме на уште потешка задача и менталниот склоп тебе те ојачува врз текот на тренингот низ физичката тортура што си ја правиш, не е тортура се тренинг е, но пак се Тортура е исцрпуваш. условно, да, условно кажано. пак се исцрпуваш себе си, ти доаѓаш и до ментален склоп каде што си многу појак дека Во сите предизвици во животот, Да, потоа на да. сите полиња функционираш така. Да, дека знаеш си бил низ тешко и ќе пројдеш ни уште потешко и знаеш дека ќе го пројдеш. Најчестиот проблем кај вежбачите, кај луѓето кои што се решаваат да вежбаат е неистрајноста, неконзистентноста. По ден, два, три, кога очекуваат резултати, по една седмица, по две, по еден месец, по два, по три месеци, знаат да се откажат. Кога би дошле првите видливи резултати, особено за оние луѓе кои што едноставно седат во поголемиот дел од животот? Дали може некој да седи на тастатура 15 години, да реши да вежба и за 15 дена да стане супермен? Видете, тоа е исто како една паста да имате и кога ќе отвориш пастата, таа е цела полна, некај да стиснеш и стекува. Но на почетокот првите година, дена, две има многу видливи резултати. Дека пастава нели се троши. Кога ќе дојде до еден краен период, тие се више финеси каде што треба помош од тренер, треба помош од стручно лице. Но за секој да почне да вежба, не му треба тренер. Можеш да излезеш надвор, тој посто можеш да излезеш надвор да направиш 1 километар пешачење, 1 километар трчање. Еве сега правиме предизвик 365 дена минимум 10 километри секој ден да трчаш. Не мораш ти 10 километри да трчаш. Трчај 2 километри. Оди 2 километри. Ама прави го секој ден. Излези и активирај Излези се. од дома, биди дисциплиниран, скрати на излагање 15-20 минути, излези, направи го тоа, денеска сум завршил, еден предизвик ме помина. Што се подразбира под функционален тренинг? Што значи функционален тренинг? Функционален тренинг го гледаме на тоа да телото има експлозивна сила, има издржливост, има моторички способности. Сето тоа кога ќе го ставиме во еден час, во еден интензивен тренинг, гледаме да најдеме некоја рамна линија да Можеме повторно да ги видиме тука фотографиите што ги подготвивме, да? да направиме една рамна линија на тоа све што ни се случува во текот на денот, ама да го ставиме во еден сат и при тоа да нели појачаме на физичка сила или на нашата издржливост, на нашата моторичка способност, да можеш да кренеш нешто од земја, да знаеш како да го кренеш без болка, дека најмногу И се кружеше еден видео спот по социјалните медиуми кога еден стар дедо вежба со тегови, а на крајот испадна Да. дека вежба за да го крене внучето. Така Да. што тоа е една мотивација за луѓето. Дали функционалните тренинзи сами по себе претпоставуваат тркалање на тракторски гуми, кревање на канти, сирење полни со бетон, на некои скеларски цевки, шипки или како и да е? Дали претпоставува нешто што е штетно за здравјето или треба да се свати, да се разбере и треба да се добие од конкретно едуцирани тренери? Видете, едуциран тренер ке нас почнавме ние со многу почетници кои што сега се стварно јаки вежбачи и свакам чест на нив. И доаѓаме секојдневно во контакт со луѓе кои што сакаат секој ден да почнат, но тие што успеваат се тие што се истрајни. И малце е смешно, има ние количка една ја туркаме, викам ајде самарчето да го туркаме. Тоа го правеле порано во животот, но ние сега поради тоа што нели порано било многу по физичка работа. Дигитализацијата сега што ни ја направија компјутерите ни тера да се вратиме на тоа назад што го правеле нашите предци во село каде и да работеле на ниво. За таа физичка работа ние да ја направиме во саат време. Они работеле нели многу повеќе. Многу часови, ние го ставаме тоа во саат време и го ставаме нели се поедукативно, по правилно движење, по
правилни кревања, различни движења кои што ќе ни помогнат во текот на животот, ама ние ги правиме на тренинг се со цел да извежбаме за тоа да е полесно или да кревање на внучето, да знаеш како да се окренеш внучето. Колку треба да трае Бојан еден тренинг? Има ли некое време кога во текот на денот треба да се вежба? Постои ли некој правило или зависи се од она што човекот го прави? Нема конкретни правила за тренинг, доволно и 30 минути да отидеме покрај кеот на Вардар да испешачиме, да отидеме на водно да повозиме точак. Значи тоа е индивидуално, се е подобро отколку седење дома. Само сакам да додадам дека тука сме ние тренерите како со Емануел да ви ја покажеме насоката, ако сте почетник, како да започнете со физичка активност, не мора тоа да биде одма кревање тегови, пошто имаме многу почетници што никогаш не се сретнале со ништо такво, едноставно така налагало од општеството, седеле пред компјутер или не знам. И почнуваат од нула и до ден денес во нашиот клуб имаат многу големи резултати. Да, задоволство е големо кога ќе се види дека има резултат кај луѓето. Какви се нивните реакции по да кажеме месец, 2, 3, 5, една година, скоро славевте нели роден ден. Да. Каква е реакцијата кај луѓето кога ќе видат каде се и кога ќе се осврнат, кога ќе се свртат наназад, нели условно кажано, метафорички, и кога ќе видат каде биле? Има еден трик ние кој што го правиме, тоа е многу битен дел, кога ќе дојде првиот тренинг, му викаме слипни се сега. Зашто? Бидејќи ти го гледаш него како прво телото ти ојачува физички, па после доаѓа и изгледот. Нели имаш едно кружеше исто по социјалните мрежи, за месец дена ти се приметуваш, за 2 месеци те приметуваат дома, за 3 месеци ти кажуваат другарите. Тоа е тој период од 3-4 месеци кога ќе дојдат луѓето и ќе речат како другари ми кажа топ, и најчесто... Што правиш? Да, почнува еден човек и од еден човек тоа е како топка снег. Друштво почнува, под друштво другиве другари доаѓаат и сите позитивна епидемија. Да, и сите доаѓаат, више имаме и дружбата е многу битна тука да им направиш на луѓето се сеќаат убаво во тие групни тренинзи, во сите активности надвор, бидејќи не е само спортот да доеш да извежеш да си одиш дома, спортот е и надвор да седнеш да се дружиш, да излезеш, да идеш да трчаш. Тоа е тоа што го спомнав и преска апсолутна сила, доаѓа цело друштво на тренинг и сите 5-6 луѓе се газат на тренинг и им даваш мотивација, например, најчесто кој заврши прв на тренинг добива доза протеин. Тоа е нешто символично од наша страна, ама кај нив дојдеш степен над тоа што може да го достигнат, а тоа е надворешната сила, енергијата на салата што ја добиваат, музиката што ја слушаат во време на тој тренинг и сите тие луѓе околу нив, гледаш некој до тебе, например, така условно кажано, се гази на тренинг и ти се седиш, нема да ти дојде да одмараш, бидејќи овој те претркал. Таа е таа позитивна компетитивност која што ја многу ја сакам кај луѓето и ние сите ја имаме. И само треба да се разбуди. Да, треба да се разбуди, да, се најде тригерот или моментот кој што ќе го поттикне тоа кај луѓето. Добро, пред крајот на разговорот сме имаме уште неколку секунди до 30 на секунди до почетокот на вестите. Ќе констатираме дека луѓето треба да вежбаат, дека луѓето треба да бидат физички активни, дека треба да внимаваат на исхраната секако. Сето тоа што би го правеле да го прават редовно и консистентно ако сакаат да добијат некакви резултати. Емануел Николовски и Бојан Николовски беа гости ова утро. Ќе ви кажеме благодариме за учеството. Ве очекуваме повторно со некои нови резултати, нови достигнувања, а ние полека одиме со шпицата и со првото издание на вестите во 8 часот во емисијата Македонија на утро. Точно 8 часот и неколку секунди.